392 правачиња во Кавадарци денеска за прв пат седнаа во училишните клупи. Училиштата организираа прием за нив согласно добиените протоколи за заштита на здравието од COVID-19. Вкупно 1130 дечиња ќе посетуваат настава согласно сите препораки и мерки за заштита од COVID. Останатите ученици од 4 до 9 оделение наставата ќе ја следат онлайн, освен учениците во подрачните училишта во неколку кавадаречки села. Настава со физичко присуство ќе се изведува и во основното музичко балетско училиште Лазо Мицефрале. Конечно и првиот училишен ден на 1 октомври, секоја година започнува на 1 септември, но поради оваа ситуација со COVID-19, така е во нашата држава. Денеска гледаме насмеани, ведри, среќни лица на ученици, на наставници, на родители. Во училишните клупи ќе седнат ученици од 1, 2 и 3 оделение, кои што ќе реализираат настава со физичко присуство, а во подрачното училиште во село Бегниште учениците од 1 до 9 оделение ќе реализираат настава со физичко присуство. Затоа побаравме и имаме одобрено од страна на Министерството за образование. Конечно го слушнавме и првото училишно звонче. Јас се надевам дека се ќе биде и понатаму во најдобар ред, како што можете и вие да забележите. Денеска сме организирани, значи по сите они распореди кои што и претходно дури ги подготвувавме за да биде физичко присуство од 1 до 9 оделение, па малку ни дојде и полесно од 1 до 3. Гледате дека се почитуваат протоколите, планот кој што е исто така донесен од страна на МОН. Јас сум оптимист дека COVID-19 наскоро ќе заврши и се надевам, го посакувам како и сите вие. И ја користам тука приликата не само на нашите првачиња кои што дојдоа во нашето училиште, да им посакам добре дојде и една среќна и успешна 2020-2021 учебна година на сите првачиња во нашата држава. Свечен прием денеска беше организиран и за првачињата во Општинското основно училиште Димката Ангелов Габерот во село Ваташа. Децата ги запознаа своите наставнички и го одржаа првиот училиштен час. Оваа училишна година почнува со многу предизвици, не само за учениците, туку и за нас наставниците. Но она што е важно, сите да покажеме грижа кон децата и нивниот развој и затоа наставата мора да ја почнеме. COVID-19 е состојба која мораме со заеднички сили да ја надминеме. Најдобро што можеме, секако, да се грижиме пред се за здравието на учениците и наставниците, но и да се погрижиме образованието да тече со квалитет што ќе може да обезбеди во една ваква пандемија. Наставниците и родителите имаат важна улога во овој процес и треба да се погрижат децата да ги разберат и научат новите правила во училиштето. Наставниците ќе вложат посебен напор преку учење и низ игра да им помогнат на малите првачи. Исто така, ве замолувам и вас родителите да ги поддржите своите деца, да ги охрабрите при практикување на новите правила и при развивање навики што се важни за нашето здравје. Драги првачи, радувајте му се на денешниот ден, бидејќи ова е ваш ден. Ова е ден во знакот на многу први нешта. Како што е 1 октомвриски ден, така и првото училишно звонче што ќе го слушнете денес. Прво е вашето седнување во училишните клупи и зборот што ќе го слушнете од наставничките. Но најважно, прво е оделението со кое започнува вашето образование. Во нашето училиште во очекуваат многу први нешта, како што е првата научена буква, првиот напишан збор, првата песничка, првата домашна задача и така поред. На тој начин, чекор по чекор, ќе навлегувате во тајните на македонскиот јазик, математиката, природните науки, општеството, како и во ликовното, музичкото и физичкото образование. Од ден во ден ќе бидете побогати со знаења и ќе ви отворат многу врати во вашиот понатамошен живот. Вам ви останува да бидете послушни, мирни, внимателни на часевите и одговорни во извршување на училишните задачи. Само така ќе успеете да станете добри ученици. Само на тој начин ќе си го трасирате патот кој ќе ве однесе до саканата цел. Само така ќе бидете гордост на вашите родители, но и на нас наставниците. Јас можам да ви ветам во име на сите вработени во Габерот Ваташа дека се што правиме е во интерес на секое дете и вие ќе бидете во центарот на сите наши планирања и одлуки. Ќе ви помогнеме да бидете успешни ученици кои со радост ќе ги совладуваат задачите и секојдневно ќе ги откриваат убавините со другарувањето, знаењето, љубовта и најважно играта. Ви го честитам првиот училишен ден и ви посакувам многу успех. Бидете добри деца и ученици. Во необични услови, поради настанатата ситуација, оваа учебна година, за разлика од сите претходни, започнува на 1 октомври. Но се надевам дека тие
20 работни денови, што ги пропуштивме, ќе ги надополниме со нашата успешна работа и со вашиот труд. Нека ни е среќен почетокот на оваа учебна година и среќно школување на вас, драги првачиња. Драги наши првачиња, на почеток да ви посакам добре дојде во нашето училиште. Денеска за вас е свечен момент, денот кога заедно ќе започнеме нашата приказна во прво Б оделение. Јас сум Анета Николова, вашата наставничка, со која што заедно ќе навлеземе во светот на бајките, буквите и броевите. Со вашите родители денес ќе поставиме една заедничка задача. Целта овие 5 години ние да создадеме од вас упорни и вредни личности кои храбро и успешно ќе чекорат по животниот пат. Работам 13 години во ова училиште како оделенски наставник и имам доста успешни генерации и добра соработка со родителите. Се надевам дека и со вас исто така ќе тргнеме по истиот пат. Уште еднаш ви посакувам добре дојде и нека ни е среќен почетокот на учебната година. Во 600 училишта во државата се одржува настава со физичко присуство, а за останатите е достапно учење на далечина преку онлайн платформата и со емитување на часови на македонски и на албански јазик на националната телевизија, информираат од МОН. Министерството е во постојана комуникација со тимот од Финки и Бирото за развој на образованието, кој што работи на платформата и од утрово нема посериозни пречки за одржување на онлайн наставата, велат од Министерството. Министерството информира дека за успешно одржување на онлайн настава најважен е делот од платформата која што е базирана на Microsoft Teams. Последните тестови што се одвиваа во текот на вчерашниот ден, без проблеми се најавија и се приклучија на Microsoft Teams сите ученици кои што ги имаат добиено лозинките во текот на минатата недела. Исто така, во моментот Финки работи на оптимизација на останатиот дел од платформата. За училиштата кои ќе работат со физичко присуство, Министерството апелира до директорите, наставниците, родителите и учениците да се придржуваат на строгите мерки за заштита од COVID-19, бидејќи тие се клучни за спречување на ширење на заразата. Сите сме свесни дека оваа година ќе биде многу поразлична од другите, бидејќи пандемијата предизвика огромни промени во нашите животи, а образовниот процес за многу кратко време мораше да претрпи целосна трансформација. Исто така, Министерството за образование и наука се заблагодарува до сите што помогнаа во организацијата за успешен старт и очекуваме силната и посветена соработка да продолжи во периодот што следи, се вели во соопштението од Министерството за образование и наука.